Како? Мора да биде. Ситуација не е добра. Треба да има така и тоа е. Голем фактор е и тоа. Меѓутоа, се надеваме дека ќе биде подобро. сите заедно мора да ги промениме да Продолжете. Така е. Здраво и ќе биде добро. За сите да биде добро. За сите да биде добро. Ако имаме другите позитивна енергија, све ќе биде добро. Само сплотени да бидеме. Низ целиот овој период, проектите кои што ги спроведувавме и проектот Вистината за Македонија, дознавме со каква власт Република Македонија имала работа во овие 9 години. Какви све зло дела се направени исто така во целиот овој период. Македонија мора да се движи забрзано напред, мора да ја промениме сликата за Македонија, мора да ја промениме и состојбата во државата. И тоа е цел. Бидејќи најважен интерес за социјалдемократскиот сојуз се граѓаните. Не една структура на власт, не една криминална банда или група која што управува со Македонија, туку апсолутно иднината на оваа држава. Меѓутоа да ви кажам дека не треба веќе да се занимаваме со оваа власт. Готово е со неа, таа заврши више приказна. Гледаме каков крај ќе доживува. Треба да се занимаваме со иднината на оваа држава. Им благодарам и на сите оние кои што сега ни се приклучуваат. Заеднички да ја водиме оваа битка. Македонија мора да биде едно општество на сите граѓани без разлика на националност, на вера, на политичка припадност. Македонија мора да биде едно општество. Не смееме да дозволиме да продолжи политиката која што значи поделба на населението, креирање на вештачки кризи, а за сметка на тоа додека граѓаните се грижат и се занимаваат со таквите вештачки поделби, некој да се богати на сметка на граѓаните, а граѓаните постојано да тонат и да осиромашуваат. Економијата и граѓанинот се во центарот на внимание. Бидејќи само преку подобра економска состојба, само преку создавање на услови ќе можеме да го стопираме екзодусот што се случува на Македонија, а тоа е напуштањето на децата од Македонија, на луѓето од Македонија. Граѓаните да бидат релаксирани. Граѓаните да не се плашат од власта, туку напротив власта да се плаши од граѓаните. Прашува дали ќе важи законот подеднакво за сите, дали оваа држава конечно ќе биде место за живење под исти услови за сите. Значи, бараат луѓето ни помалку ни повеќе. Туку исти услови за сите. Крај крајава ние сите исто придонесуваме за оваа држава. Крај крајава и повеќе ние придонесуваме со тоа што не ја плячкаме државата, а тие ја плячкаме. Оваа битка што ја водиме во овие 10 години е токму за тоа да бидат сите граѓани еднакви. Да не ни се случува ова што денеска се случува. Македонија денеска не е праведна држава. Една група, врхушката на власт, има 98% од капиталот на Македонија за сметка на сите други граѓани на Република. Победата на 24 април значи отварање широки врати за сите нас. Да ги трнеме криминалците од власт и да создадеме фер шанса за секој. И секој кој што направи зло за Македонија мора да одговара. Кривична одговорност или секаква друга законска одговорност мора да има против криминалот и корупцијата во Македонија. Не декларативно, него реално.